Прифатниот центар во Гевгелија се повеќе добива функција на бегалски камп. Особено ако се има предвид дека најголемиот дел од луѓето тука живеат 8 месеци. Нивниот број не е голем, 100, главно семејства кои што живеат во транзитниот центар Винојук. Затоа надлежните во кампот постојано го доопремуваат, но и поради можноста да пристигне нов бран бегалци. Ова нова болница, мини болница е опремена со најмодерна опрема, пред се ехоапарат, дефибрилатор и одредени други медицински помагал, кои што верувам дека и понатаму ќе им пружаат соодветна помош на мигрантите. Имаме и скенер, метал детектор, кој што е монтиран и кој што е припремен за евентуалниот нов прилив на мигранти. Тоа е поставен веќе подолго време. Се уште не сме го тестирали на нови мигранти. Бегалците пред повеќе од 1 месец добија можност да го напуштаат кампот и да одат до градот. Нивните прошетки редовно се во придружба на волонтерите од Црвен крст. Велат дека животот тука е добар, но не е нормален. ما ضل حدا بالكرة الأرضية ما حكينا معه. كان وصلنا نيكو شتون ولا نلقى ولا استجابة من أي أحد، لا من مقدونيا ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من أي دولة. Македонија, не од Европска унија, од никого немат одговор за нивни заглавања што тука. نفس الشيء كله نفس Нема, само Црвен крст моментално што го нуди за нив се тука во ما في حدا مميز يعني عن الثاني كله نفس И нема, и сите се исти тука, само Црвен крст кој највише дава за нив помош. أنا بدي أطلع ألمانيا لأنه إخواتي 2 بألمانيا. Он посакал да иде во Германија, зашто има 2 брака во Германија таму. Во Винојук секоја недела престојуваат и нови бегалци и мигранти, оние кои што пограничните служби ги фатиле во илегално минување на границата. Остануваат неколку дена, па се депортираат во Грција. Според МВР, илегалните преминувања ги има во континуитет и се движат во просек од 500 до 600 неделно.